Од апсолутно безбедни избори во јуни до само предлог протокол за одржување на изборите, но не и конкретни датуми. Министерот за здравство Венко Филипче ретерира, вели тие не биле надлежни да зборуваат за датуми, туку само за препораки. Во ниту еден момент не се бараше од нас, од комисијата, од Министерството за здравство, ниту пак може да се бара тајминг за одржување на изборите. Јас повторно ќе кажам дека кога ова непочитување на мерки сега, во период во кој што има рестрикција на движење, заради тоа што сега диагностицираните се практично луѓе кои што не ги почитувале мерките на превенција во момент кога имаше и полициски час, може да доведе до ваква бројка. Значи, сериозен е предизвикот таму како повеќе се зголемува движењето по отворање на границите па сезонските грипови. И затоа беше такво мислењето во однос на ситуацијата на епидемијата, не на тајмингот на одржување на избори. Но само пред 5 дена министерот беше апсолутно сигурен дека избирачите ќе бидат безбедни доколку ги почитуваат мерките. Апсолутно стојам за тоа дека доколку се почитуваат мерките, било што зашто тие мерки се препишани, препорачени од Комисијата за заразни болести, може безбедно да се одржи. Власта не се чувствува виновна за растот на бројот на заболени. Напротив, за непочитување на мерките прстот го впирија кон првиот човек во МВР, Наке Чулев. Велат надлежното министерство требало да биде поажурно во однос на контролите, да санкционира, а не да опоменува. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на Фејсбук објави оти бројот на новозаболени бил последица од како што вели неработењето, популизмот и партиското профитерство на Чулев и неговиот шеф Христијан Мицкоски. Денеска стигнува сметката од несовесното, незрело и неодговорно однесување на Чулев, кој по директ на Мицковски не презема ништо да се санкционираат оние кои не ги почитуваат мерките. Заев вели оти македонската полиција и граѓаните требало час поскоро да се ослободат од неодговорното однесување на техничкиот министер.